Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Утре во Прилеп ќе се одржи манифестацијата на Василица во Прилеп 2025. Премиерот Мицковски најави пуштање на првата делница од експресниот пат Градско Дреново. Како се одвива сообраќајот во Прилеп и на Плетвар во снежни услови. Снежно Прилеп. Снежниот бран ја покри околината на Прилеп со минусни температури. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Утре ќе се одржи манифестацијата на Василица во Прилеп. Манифестацијата ќе се одржи по трет пат. Со буре греано вино и топол чај. Утре ќе се одржи манифестацијата на Василица во Прилеп во организација на општина Прилеп, по повод православниот христијански празник Свети Василий и Василица, во која се верува дека онај кој што ќе го најде паричето во бурекот ќе биде среќен во текот на целата година. На плоштадот пред градскиот сад во Прилеп ќе бидат поделени околу 500 буреци меѓу граѓаните кои ќе посетат манифестацијата и ќе уживаат во убавата македонска староградска музика. Целта е заедничко празнување на еден од поголемите празници Василица. Утре се очекува да биде пуштена првата делница од Градско до Фариш од експресниот пат Градско Дреново во должина од 25 км. Утре ќе биде пуштена првата делница од Градско до Фариш од експресниот пат Градско Дреново во должина од 25 км. На пуштањето на оваа делница ќе присуствува и премиерот Христијан Мицковски, кој тврди дека со ова ќе се намали времетраењето на патувањето до Прилеп и Битола. По експресниот пат ќе се движат возила со брзина од 130 км на час и ќе се намали времетраењето на патувањето до Прилеп и Битола во овој дел на Македонија. Целиот експресен пат се очекува да биде пуштен во март. Продолжуваме со манифестацијата 13 величенствени. Денешен наш гостин е Марина Тошеска, граѓански активист. Сите активности што ги има во текот на 2024 поврзани и во делот на моето почетно патување во бизнис сектора, меѓутоа активностите како граѓански активист во делот на социјала, меѓутоа и во делот на промовирање зелено претприемништво. Доведоа до тоа во ноември бев прогласена на Македонска Американска алумни асоцијацијата како лидер во заедница, што исто така едно признание кое што многу ми значи. 2024 можам да кажам дека како организација ни беше година и насплотено си неуспеси, се надевам дека ова ќе го си го пренесеме во 2025 да биде уште поуспешно. Како се одвива сообраќајот во Прилеп и
како се одвива сообраќајот на Плетвар. Снегот кој вееше во текот на ноќта предизвика проблеми во сообраќајот, парализирајќи ги патиштата во државава. Сообраќајот на патниот правец Прилеп-Росоман на превојот Плетвар е отежнат. Патот на Плетвар го чистат две возила на Македонија пат. Од Автомотосојузот и Македонија пат препорачуваат внимателно возење на планинските преевои. Моментно се укинати забраните за сообраќај на тешки товарни возила на превојот Плетвар. По синоќешните врнежи од снег, екипи расчистуваат улици од снежните наноси веќе од утринските часови. Повторно стои апелот до сопствениците на возила да ги дислоцираат паркираните возила од коловозите, за да може механизацијата непречено да ги исчисти улиците. Од рано утрово на терен и комуналците ги расчистуваат тротоарите и булеварите. Временска прогноза. Времето денеска облачно и студено со повремени врнежи од снег со слаб до умерен интензитет. Најмногу снег во изминатово деноноќие наврана попова шапка 64 см, а во Прилеп 20 см. Минималната температура изнесуваше -4 степени. Максималната достигна до 3 степен. За утре метеоролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.